Со изградба на нови 5 кружни текови, општина Куманово ќе го намалува сообраќајниот метеж, но и ќе ја зголеми безбедноста во сообраќајот на патиштата. Деновиве активно се работи на првиот кружен тек кој се гради на крстосницата помеѓу двата булевара, Октомвриска револуција и Трета македонска ударна бригада. Изведувачите се на терен и работата се одвива согласно предвидената динамика, велат од општина Куманово. Со отпочнувањето на проектот дислоцирана е постоечката семафорна сигнализација и делот уличното осветлување, а направени се и подготовки за бекатонски и градежни работи за изработка на коловозот, пешачки и велосипедски патеки. Новиот асфалт ќе биде во два слоја на површина од 5560 метри квадратни. Ќе има паркинг простор, тротоари на површина од 2000 метри квадратни, ќе се постават нови бетонски рабници во должина од 1285 метри. Со проектот се предвидува поставување на нова вертикална и хоризонтална сигнализација, а на сите пешачки премини, острови и тротоари ќе бидат спуштени бетонските рабници за непречено движење на пешаците, лицата со попреченост и мајките со колички. Ќе бидат поставени корпи за отпадоци и нови 40 светилки. Градежните работи ги изведува струмичката фирма Жикол. Вредноста на инвестицијата е околу 36 милиони денари. Паралелно општината распиша огласи за вториот кружен тек кој ќе се изгради помеѓу булеварот Трета македонска ударна бригада и Гоце Делчев. Проектите за изградба на кружните текови ги изработува јавното предпријатие Куманово план. Нови кружни текови ќе бидат изградени и на крстосницата меѓу булеварот Октомвриска револуција и улицата Доне Божинов во близина на бензинската пумпа Мак Петрол. Кружен тек на крстосницата помеѓу Трета македонска ударна бригада и улицата Тоде Мендол кај градскиот пазар и на крстосницата помеѓу Октомвриска револуција и улицата Видео Смилевски бато, односно влезот во селото Проевце. Инаку за првиот кружен тек кој се изгради пред 2 години на влезот во градот, Куманово одвои над 20 милиони денари.